Анестезиологијата е гранка на медицината чија што цел е обезболување на пациентите или поточно предоперативна подготовка на истите. На тема анестезиологија вечерва, почитувани гледачи, говорам заедно со доктор Елвис Алексовски, анестезиолог од специјалната болница Филип II се разбира. Вие пак ќе можете, доколку имате прашања до докторот, да се јавите на телефонскиот број на К1 телевизија на 043-230-690. Доктор Алексовски, добре дојде во емисијата Живе и здраво на К1 телевизија. Благодарам, добро ја најдов. Користам прилика вам и на сите работени во вашата телевизија, на сите гледачи на телевизијата, па и на сите жители во држава да им честитам среќна нова година, на припадниците на христијанската вероисповест среќни божични празници и на сите им посакувам многу здравје во новата 2016. Благодарим. Вечерва говориме за анестезиологијата. Всушност, што истата представува, вие конкретно да ни објасните? Да. Терминот е употребен, барем по нешто стои во литература, во историја на анестезиологијата, значи многу одамна, таму некаде први век пред наша ера, еден грчки филозоф Дионисис кажува, го употребува терминот за да означи безчувствителност на организам, кој што најверојатно, значи, уште од тогаш размислува да при некоја си интервенција, знаеме во тоа време, значи, како се живеело, дека често луѓето имале причина, бидејќи се војувало, имале повреди и сигурно размислувањата на тие луѓе што биле задолжени да пружат помош, биле да ги изгрижат тие повреди, меѓутоа, гледајќи дека тоа е пропратено со реакција од страна на повредените, поготово силна болка, значи, се труделе да нешто што ги имаат околу себе го искористат. Конкретно се работи, значи, за искуство со некоја билка, тоа што ја употребиле мандрагора, која што покажала некои особини да пациентот едноставно пројави дека е смирен, дека не чувствува болка. Иначе буквален тој превод на тој старогрчки израз анестезија означува безчувствителност. Модерната анестезиологија е нешто повеќе од една безчувствителност, значи целта на анестезијата, вистинска права анестезија, е да пациентот прво биде смирен психички, што значи тоа се постигнува со употреба на соодветни седативи, да биде од текот на анестезија треба да обезбедиме сон, значи да спие, тоа не е оној природен сон, меѓутоа е сепак состојба каде што пациентот под дејство на хипнотик средство кое што обезбедува сон, значи мирен неговиот мозок, мирува, односно се однесува како природен, вистински сон, да е обезболен, значи она што најмногу пациентите се плашат да во тек на интервенција не чувствуваат болка, значи да не ја чувствуваат болката, да постои една релаксираност, опуштеност на мускулите и рефлексите да се изгубени. Со опуштеноста, релаксираноста, ние фактички на колегата хирург, односно на хируршкиот тим, му овозможуваме да си ја работи работата полесно, затоа што не е исто да едни згрчени, пример операција, еве да речеме на проблем во стомачната празина, да ја работи во еден спазам на мускули или кога тоа би било идеално како што посакуваме, значи да биде тоа релаксирана, опуштена мускулатура. Значи неколку веќе функции модерната анестезиологија бара да бидат постигнати, неколку барања, односно има, кои што анестезиологот со својата работа, односно анестезиолошкиот тим, се извинувам, треба да ги овозможи кај пациентот за да хируршкиот тим се ја заврши работата како што треба. Спомнавте анестезиолошки тим, од колку луѓе е тој тим составен? Така. Па јас воопшто модерната медицина ја сваќам како тимски пристап во работењето. Не сум присталица на солирање.
колегите со кои што работам, мислам дека може да го потврдат тоа. Значи, секогаш треба да бидеме подготвени да помогнеме или некој да ни помогне, затоа што во нашата работа, она што би рекле народно чукање во гради е неблагодарно, затоа што секогаш и кај најискусниот анестезиолог може да се случи ситуација да треба да побара помош. Затоа барем уште една особа е доволно за да помогне. Некогаш, ако дозволува ситуацијата, присуство на колеги, веруете, во ситуација кога нешто се случува, нашата работа е таква да добро е она што е планирано во работењето, значи планирана интервенција. Меѓутоа, кога се тоа итни работи, каде што треба брзо да се делува, каде што се работи за животно загрозувачка ситуација, некогаш е неопходно да тимот е малку во проширен состав, иначе основниот тим го чинат анестезиологот и анестетичарот, односно медицинска сестра или техничар, доколку е машка особа, кој што ја обавуваат работата, значи, на помошник на анестезиологот. Тоа е основен кој што може да биде проширен уште со една особа. Меѓутоа, го кажав, секогаш посигурен сум кога работата ја работам тимски, отколку јас сам не би можел да ја сработам. Едноставно, барем треба некој нешто да ти подаде, а кога си врзан за пациентот, ти немаш слобода да се шеташ лево-десно, него го имаш пациентот пред себе. Може би во тој момент треба итно да се обезбеди дишен пат, значи да се стави цевка за дишење, тубус. Тука мора да имаш човек кој што нешто ќе подаде, ќе направи, ќе помогне и така. Во секој случај, вашата работа е доста одговорна и важна при секоја интервенција. Објаснете ли зошто се врши анестезија? Да. Значи, работата на сите кои што имаат задача да успешно го спроведат лекувањето на пациентот, во овој случај хируршкото лекување, е одговорна. Едни од тие кои што имаме голема одговорност сме и ние, мислам, анестезиолошката екипа и анестезиологот во незе, од причина што животните функции, што викаме, значи, виталните функции, тоа се дишењето, работата на срцето, циркулацијата, тие се во наши раце. Значи, ние мора да се грижиме за нив. Ние не смееме да дозволиме ситуација да нивна нестабилност, мислам, нестабилност на животните функции го компрометира работењето на хируршкиот тим. Значи, тоа не треба да ја работат работата, ако се работи за нешто што треба брзо и итно да биде сработено, значи не треба да го губи времето погледнувајќи што се случува, како се случува, затоа што стресот на екипата што работи е присутен. Тоа е максимален. Нашата работа е стресна работа. Неблагодарно е да тој стрес се зголеми заради ако нешто не функционира како што треба. Затоа, фактички, нашата обврска е животните функции да ги држиме во стабилни рамки. Значи, тогаш пациентот, животот на пациентот е буквално во наши раце. Значи, ние се грижиме да сето тоа функционира во помош со разни средства, апарати или малку со груп речник машина за дишење, бидејќи пациентот кога е анестезиран, збориме за општ, кога е во народот што е вика целосна анестезија или општа анестезија, тој не дише машината за него. Тој спие, не чувствува ништо. Со лекови и со апаратите постигнуваме стабилност на тие животни функции, одржуваме се да биде како што треба и кога за среќа доаѓа да хирургот веќе привршува хируршката интервенција, ние веќе полека се трудиме да пациентот го изнесеме, го изведеме од анестезија, односно да се случи она, народот, лиците го разбираат, се разбуди. Значи, не е само крајот на анестезија будењето. За да дојде до будење, треба се да доведеме до еден стадиум да пациентот се тргне веќе, се трга. Значи, во моментот не може комплетно да се ослободи од действото на анестетиците што ги примил, меѓутоа постепено да. И да ние добиеме ситуација кога пациентот веќе задоволително дише, па
извршиме негово ослободување од машината за дишење, значи го вадиме тубусот. Тука веќе доаѓа моменти на вербална комуникација, да го слушнеш неговиот глас, да каже нешто, што веќе ја зголемува дозата на сигурност кај нас дека работата е завршена онака како што сме посакувале. Дека Тоа пациентот значи е добар. Вие ги успивате и потоа вие ги разбудувате пациентите. Да, анестезиологот влегува секогаш прво сала, зашто мора да си ја провери апаратурата. Значи, потоа го прифаќа пациентот, го подготвува. Подготовката е различна за различни видови на хируршки интервенции, односно различни специјалности, значи различна подготовка кај пациент за стомачна хирургија, за ортопедија, травматологија, урологија и она што е карактеристично за специјалната болница Филип II, нели незиното одличие кардиохирургијата и васкуларната хирургија. Значи секоја подготовка си има своји специфичности. Ние тоа со праксата веќе сме си го установиле и си знаеме кој пациент колку и како би ни одземал време во подготовка, значи се е во еден план. Планот се случува предоперативно. Кога го имаш пациентот и разговараш со него, му објаснуваш што, како ќе уследи од страна на нашиот ангажман, анестезиолошки, треба да му биде објаснето буквално се. Основни податоци даваме за хируршката интервенција, затоа што не би сакале да го земеме редот на колегите хирузи, кои што исто така ќе си направат нели оној предоперативен контакт, ќе разговараат со пациентот, ќе му објаснат што и како ќе биде извршен и зошто ќе биде извршен хируршкиот зафат. Значи ние во тој период, во таа предоперативна подготовка, придаваме доста значење на тој контакт, на тој разговор со пациентот или со семејството на пациентот. Значи возрастен пациент може да биде во состојба да неговиот здравствен проблем создава ситуација да он не може да не е ориентиран некогаш, не расудува, мислам, цениме дека неговото расудување не е онако како што би требало да биде и тогаш повикуваме член од фамилија или членови од фамилија, ги запознаваме, они треба да размислат, да кажат да или не. Значи модерната медицина, па и модерната анестезиологија стапува на сцена доколку пациентот или неговото семејство даде согласност. Ние не можеме насила некого да принудиме да му дадеме анестезија или да биде подложена хируршка интервенција. Значи, ако се случи да не добиеме согласност да кажат не, тогаш тоа се почитува. Иако треба да им се укаже максимално која би била полезноста, односно бенефитот од хируршкото лекување и од добивањето на анестезија. Операција без анестезија не може да се изведе, тоа е дефинитивно. Што значи ние сме осудено поврзани помеѓу себе анестезиолошкиот и хируршкиот и доколку пациентот одбива едно, фактички го одбива и другото. Значи тоа денеска се почитува, денеска се тоа и законски регулирано и со документи си постои писмена согласност која што откако ќе го запознаеме со се пациенте, тој треба да ни се потпише или неговото семејство да се потпише. Тогаш пациентот го имаме како пациент кој што оди на оперативен програм. Значи подготовката е предоперативна, во тек на операција е главниот ангажман, значи предоперативната подготовка покрај разговорот содржи предоперативен преглед, кој што во нашата институција, специјална болница Филип II е така малце пошироки размери, бидејќи содржи комплетен кардиолошки, интернистички преглед, значи јас кога добивам навод каде што пациентот е малтене прегледан, што викаме од глава до пета, со комплетни ЕКГ, ехо на срце, на крвни садови и така, значи нешто информацијата ми е од пошироки размери, ги мериме ризиците, ги соопштуваме. Секој влегување во сала и секој давање на анестезија е проследено со ризик. Тука да немаме погрешно сваќање дека јас можам да кажам, јас гарантирам 100%. Мислам, тој што ќе го каже тоа прво е нереален сам према себе, а потоа према пациентот. Значи ризик постои секогаш. Зошто постои ризик? Самите манипулации, хируршкиот проблем што го има пациентот.
анестетиците што се користат. Тоа се хемиски средства, произведени. Секој организам, жив организам, без разлика дали добил претходна анестезија или не добил никогаш, може да изреагира и како што не посакуваме, значи да добие нека си алергиска реакција, нека било каква нуспојава од било кој анестетик. Така да сето тоа е во онаа група што ја означуваме со поемот ризик. Така да тука мора да бидеме искрени. Да, ризик постои. Ние со нашиот ангажман, со нашето искуство, со оно што го имаме на располагање, тоа се јас морам да кажам дека уживам во работата од причина што работам со оно што се вика последен збор на техниката и технологијата, значи специјалната болница Филип II располага со прекрасни средства за работа, апарати, машини, најнови медикаменти, најнови анестетици, нешто што сме пред неколку месеци, да речеме, на некој семинар или конгрес сме го слушнали, ние веќе го применуваме. Така да тоа ми дава за право да кажем дека ризик, да, постои, меѓутоа ние гарантираме дека ќе се потрудиме степенот на безбедност и сигурност на нашата работа биде на највисоко можно ниво. Така. Рековме дека пред секоја операција или било кој оперативен зафат се прават разни прегледи, но веројатно е важна и психичката подготовка на самиот пациент, конкретно еве за анестезијата што ќе ја прими. Пациентот чувствува некој проблем, дека нешто не е во ред со неговото здравје и оди прва станица неговиот матичен лекар. Матичниот лекар се сомнева на нешто, поставува диагноза, го упатува понатаму, значи цени дека има потреба од повисоко ниво на здравствена заштита. Специјалистите веќе нешто таму откриваат и докажуваат. Сето тоа, значи, веќе влијае врз пациентот да почнува да чувствува страв. Значи, нешто се пронаоѓа. Нема човечко суштество што не чувствува страв. Значи, дека некој ќе се прогласи себе си за јунак, што ништо не се плаши, тоа не постои. Тој може би надворешно да не го покаже, меѓутоа организмот има, тоа се вика стресна реакција на организмот. Значи, тој почнува натре да си работи стресно. Сакам да кажем дека стравот, стресот кај пациентот почнува многу рано, во многу рана фаза. Така да, буквално ангажманот на сите колеги, низ кои што пациентот им поминал низ раце, е многу битен да делува, да тоа биде што на пониско ниво. Значи, секој да се потруди, дали разговорно, пошто верувајте, некогаш разговорот е таков седатив да не знам кој седатив да дадете, нема да го смирите пациентот, како што ќе биде смирен со корисен разговор. Значи, секој треба да се потруди да барем малку посвети некоја минута во разговор со пациентот и нивото на неговиот страв и стрес ги сведе на пониско ниво. Не може да ги реши, тоа е дефинитивно. Се дефинира состојбата дека треба да уследи хируршка интервенција. Пациентот ги почнува исследувањата, доаѓа и во рацете на анестезиологот. Анестезиологот, значи, откако све распрашал, ние некогаш знаеме да бидеме и досадни, да прашуваме се и се што, да не идеме на ситуација да пациентот каже, ама јас не дојдов кај вас за тоа, јас сум се трудил да дојдем. Јас сум имал лична ситуација, толку посветуваме внимание на забите и за балото, да века јас дојдов кај анестезиолог или кај стоматолог. Зошто? Значи, нас не интересира, многу е битно. Не сме ништо да биде сокриено. Затоа што во нашата работа, устата и се што е во устата е дел од нашиот пат на движење со помагало кој што се века ларингоскоп, за да дојдеме до душникот и тука да го пласираме цевчето за дишење, кое што живот вреди. Нашата работа, шематски прикажана како еден А, Б, С, Д, Е, значи, што би рекол ја 10 Божи заповести, е тоа да ти прво мораш на пациентот да му обезбедиш едно од неговите животни функции, тоа е дишење. Тоа се случува преку устата. Знаете колку се драгоцени податоците дека тој има
протеза, дека има мост, дека има некоја надградба, дека ете импланти, порцелански, дека има расплатен зап. Затоа што нема анестезиолог кој што не се сретнал во својата пракса со нешто што се века тешка интубација. Значи, вие никако да не можете да пласирате тубус, цевка за дишење. Тоа го успева да го направите, меѓутоа со крајни напори и ангажмани на помагала, еве ние во Филифтор имаме значи на располагање фактички за секојдневно работење и бронхоскоп можеме да употребиме и се. Значи се што со сите помагала, пак тоа да биде означено како тешко интубирање. И тогаш никој не посакува, меѓутоа може да се случи оштетување на забавата. Затоа ние се распрашуваме за да знаеме што не очекува во устата на пациентот. Од тука почнуваме да действуваме. Внесот на анестетици најчесто се објавува преку интравенски пат. Значи, првото што пациентот треба да добие кога ќе влезе во нашата предсала за подготовка, тоа е мониторинг. Значи, основен мониторинг, ЕКГ, поставување електроди, кабли, штипка за сатурација која што мери присуство на кислород и потоа доаѓа обезбедување на венска линија. Без тоа никој не може да планира да оде понатаму. Потоа веќе уследуваат сите други покомплицирани работи во нашето работење, кардиохируршката анестезија побарува многу повеќе венски линии, поставување на централни венски катетри, артериски линии. Значи сето тоа пациентот мора да го добие и да уследи она што се вика анестезија, народно што го вика заспивање, врзување на машина, улегуваме во операциона сала така подготвени. Ја повикуваме хируршката екипа и нивната работа почна. Што значи нашиот ангажман е многу зависи од ангажманот на колегите кои што започнале прв контакт со пациентот, за да ние продолжиме да правиме еден искрен, отворен разговор, ги добиеме сите податоци од пациентот, од семејството на пациентот. Искрено ние кажеме што ќе направиме, гарантираме највисоко ниво на безбедност со постоење на ризик, тоа мора да се наведе, значи нема нешто што е 100% сигурно, што нема ни 1% ризик. Ризикот е секогаш така. Затоа е нашата работа специфична, затоа работата на сите во хируршката сала е специфична. Значи не е исто работа во амбуланта и работа во операциона сала. Тоа е логично. Јас лично сум ги поминал сите скалила, сум бил и матичен лекар, па ете сега го работам тоа. Значи, стрес постои и во обична амбуланта, меѓутоа градациите на овој стрес што се во операциона сала се многу повисоки. За жал, меѓутоа тоа е така. Така. Добро. Колку видови на анестезии постојат? Па има многу поделби на тоа према начинот на кој се внесуваат анестетиците, према група, значи најчесто применувана е она која што ја викаме поделба кај што анестезијата се дели на према местото и обемот, значи на зафатеност, почнувајќи од локална анестезија, регионална и општа или целосна. Локална значи еден мала површина треба да биде истретирана хируршки, треба да биде истретирана во еден краток временски период, од причина што локалниот анестетик што се применува има ограничено и кратко време на действување. Значи тоа е некој процес кој што е со мали димензии, кој што ќе биде обработен и тука некогаш ние не се љутиме што хирургот ни ја зема работата, затоа што премногу раце би се мешале во едно оперативно поле кое што е многу мало. И хирургот доста често, значи, ние сме тука присатни, меѓутоа игла, шприц и анестетик, локален анестетик му е потребно, така да навлекува потребна доза, некојаш може само да се консултира со анестезиологот, колегата анестезиолог, некогаш бидејќи X пати веќе го направил тоа и не е потребна консултација. Значи, он врши аплицирање на анестетикот, ја инфилтрира регијата, што се случува локалниот анестетик, ги покрива нервните завршетоци, нервни влакна, го блокира преносот, значи, она сензитивното чувство на болка
Пациентот не чувствува болка брзо, затоа реков, ради краткотрајност на дејството, тоа се претежно кратки интервенции. Ја сработува својата хируршка интервенција и после по престанување на дејството на анестетикот веќе значи немаме никакви сензации, никакви ефекти. За разлика од тоа, регионалната анестезија значи самото име регион, значи еден регион од човечкото тело е ослободен, односно таму е блокирано пренесувањето на чувството за болка, меѓутоа е блокирана и доста често и моториката, значи движењето на тој регион. Еве конкретно кога би се објаснило да сватат гледачите, во групата на регионални анестезии спаѓаат, ние ги викаме нервни блокови, спаѓа спиналната и епидуралната анестезија и комбинирани еписпинална анестезија, која што во наша институција, специјална болница Филип II, доста често ја користиме. Тргнувајќи од нервните блокови, со одредено блокирање на поголеми нервни снопови, пример боцкање во пределот на пазувата, се овозможува безчувствителност на раката, така да може да се обавува било која хирургија на раката, потоа нервни блокови на вратот, операции значи на вратот. Во Филип II се работени големи серии на пациенти, значи со такви нервни блокови при хирургија на големите крвни садови, односно каротидите. Потоа блокови нервни во пределот на препоните, значи се што е тука патологија од она што народот го вика кила, дали и различно било која возраст на пациенти. Потоа хирургија на нозе и така. И доаѓаат овие веќе поинтересните, што би рекле, покомплицираните регионални анестезии, како што е спиналната анестезија и епидуралната. Спиналната значи унесување на анестетик, значи преку игла, боцкање со игла, во соодветен меѓупршенски простор, која се најчесто одиме од третиот славински па надолу, трети, четврти, пети славински, први седален, затоа што кај возрастна особа веќе некаде на ниво на вториот славински пршлен завршува работниот мозок, значи можноста за него повредување е исклучена. Се доаѓа до просторот кој што е исполнет со мозочна течност, така наречено ликвор, и фактички аплицирањето на анестетикот е во самиот ликворен простор. Ликворот ја разнесува, пожелно е и целта ни е да постои разнесување, значи тука, на тоа ниво кај што сме боцнале и надолу. Непожелно е да разнесувањето се случи во нагорна линија, затоа што кога анестетикот ќе действа многу високо, постои опасност од појава на една може да се каже животно загрозувачка ситуација која што никој анестезиолог не ја посакува за својот пациент, така наречен спинален шок. Тука треба многу внимание, овие пациенти треба да имаат обезбедено најмалку 2 венски линии, интензивен однес на течност да постои, добар мониторинг. Ова анестезиологот и покрај тоа значи што пациентот кај регионалните анестезии е буден. И тој е контактибилен, може да си прашува, да разговара, може да спие со спонтан сон, може да побара да му дадеме нешто за спиење, меѓутоа не е овде на машина за дишење, значи тука немаме поврзување со апарат за дишење. Затоа овие анестезии со голем бенефит. Анестезијата трае добри 3-4 сата, зависи од средствата што се применуваат. Ние сега ги користиме последната генерација, значи најмодерни анестетици за изведување на овие регионални анестезии. И се случува интересна ситуација да операцијата заврши, анестезијата се уште трае. Значи добиваме еден период каде што пациентот е ослободен од постоперативна болка. И затоа викам бенефитот е голем. Така да сите овие информации треба да делуваат на размислувањето на пациентите кога им нудиме избор на анестезија, кога ќе спомнеме регионална и објаснеме малце народно, да, тоа е боцкање позади, реагираат исплашено, затоа што ги плаши тоа боцкање во грбот, односно во ребетот. Ствари тоа е нешто
не е модерно, тоа е стара анестезија, меѓутоа бесправно е заборавена еден временски период, па повторно да се изрезам дожива некоја реинкарнација, наравно сега со многу помодерни средства за работење, игли, анестетици и така. И западната медицина многу ја форсира. Гледано малку економски, значи трошокот е тоа, игла, анестетик. Значи е прво исплатлив вид на анестезија за институцијата што го работи тоа. Второ е многу исплатлива за пациентот, со едно боцкање добива и анестезија и посоперативно обезболување, затоа што после оперативно ќе треба да прима аналгетици, средства против болка, а овде тоа неколку сати е мирен. Единствено е присутно, кажав, во најголем број случаи постои моторна блокада, што значи пациентот значи боцкана е спинална анестезија и он не може да ги движи нозете неколку сати. И сега тука се јавува нешто, леле, јас дали останав парализиран од ова боцкање и ова. И една уврска која што мора да испочитуваат, ако сакаат после буквално само да се фалат од анестезијата, значи да не безпотребно да не се подкреваат, да мируваат, да бидат мирни, што викам јас, да бидат максимални забушанти до утре, да внесуваат доволно течности, за тоа ќе им помогне персоналот кој што се грижи за нив. И кој ќе помине максимално десото на анестетиците, значи буквално немаат никакви нуспојави. Иначе, доколку би се безпотребно подкревал горниот дел од телото, поготово главата, ќе се јават главоболки. Тоа е единствено нешто што не го сакаме, што може да се јави кај пациент и кое што прави малце антиреклама на таа анестезија. Да, многу ме болеше главата, меѓутоа тоа е сепак ради тоа. Ако пациентот го послуша нашето барање да не се подкрива, да не ја крива главата, си остане мирен, главоболка нема шанси да се јави. Сега, дали е можно да се јават било какви компликации при овие анестезии? Секако, значи, ја што реков, ризик постои во секоја работа и ние мора да бидеме искрени и да кажеме. Значи, еве веќе напоменав, нешто тоа е јавување на главоболка, гадење, повраќање, потоа нешто што е ретко, меѓутоа се случува, може да се јави, значи, крварење, кое што потекнува од некој си мал крвен сад, кој што таму е закачен, значи, сиглата, меѓутоа да предизвика она што во медицината е означено како субарахноидално крварење, кое што може да направи симптоматологија многу непријатна за пациентот. Значи, секој ангажман, се што е инвазија врз организмот, ова се инвазивни процедури. Што вие користите помагало, во овој случај игла, и доаѓате, го нарушувате интегритетот веќе на човечкото тело, на кожата, бодете и влегувате во простор, вие правите нешто инвазивно. Значи, секоја инвазивна процедура е следена со ризици. Со несакани, во најголем број несакани, Така. Во добар дел очекувани, значи ние очекуваме дека нешто такво може да се случи. И очекувајќи превземаме максимални процедури и техники на работење да не дојде до тоа. Меѓутоа, знаете како, на 100 може да се случи кај еден пациент. Има ли пациенти кои што кај нив се јавуваат алергии во врска со анестетиците? Нешто што следи во тој предоперативен период кога разговараме и прашуваме е задолжително прашање ваши алергии до сега на храна или на лекарства или доколку сте биле подложни на анестезија, на анестетици. На нешто во анестезијата. Се денеска во медицината е напреднато, па и колегите што ги работат проблемите со алергиите, алерголозите ќе кажат многу се разликува од пред неколку децении. Да, меѓутоа алергијата како проблем е присутна и ќе биде присутна. Човек може да пројави алергиска реакција на се. На нешто што е во неговата околина, на нешто што консумира во вид на пијалок, на храна,
па и како на нешто што се внесува во неговиот организам, дали е тоа лек или во овој случај што зборуваме нашата тема, значи анестетик. Анестетикот е сепак хемиско средство произведено кое што е комбинација од многу материи, носители, за да основната супстанца е само дел од тоа. Многу често основната супстанца не е виновникот. И кај пеницилинот, носителот на пеницилинот, прокаинскиот дел го обвинува за алергијата, која што може да биде страшна и не дај Боже да одземе човечки живот, нели, преку оној страшен анафилактички шок. Меѓутоа, тој анафилактички шок, таа анафилактичка реакција може да биде да се случи при употреба на било кој медикамент, било кој анестетик. Меѓутоа, што правиме ние? Нашата подготовка, нашиот план е секогаш на нашата едноставно анестезиолошка масичка кај што ни е поставено се што треба да работиме од помагала, од анестетици, ние имаме малте не 50% од содржината се лекарства, медикаменти, кои што би ги употребиле ако не дај Боже се пројави алергиска реакција, дали од послаб или од појак карактер. Алергиските реакции значи може да бидат промптни, многу брзи, да го загрозат сериозно животот на пациентот. Затоа, значи, планираме и действуваме, секогаш имаме подготвено она што се века антишок или антиалергиски медикаменти, до, не дај Боже, потреба да се обезбеди дишен пат, затоа што алергиската реакција, односно анафилактичкиот шок, оди со проблеми во дишење, пат на крвен притисок, нарушување на комплетната рамнотежа во организмот, циркулаторно, значи, буквално загрузување на животот, па ние имаме потреба и да обезбедиме дишен пат со поставување на цевка за дишење, врзување на машина, значи нешто што се прави за хируршка интервенција, во овој случај се прави за да се спаси животот. Значи подготовката и секогаш мислиме на нешто, а не го посакуваме. Значи секој наш ангажман, секој давање, значи ако ние во денот имаме 10 анестезии, веруете, ние 10 пати се подготвуваме за нешто што не го посекуваме, а тоа се тие несакани реакции од анестетиците. Значи секогаш сме на штрек, иако нели секој од нас посакува тоа да не му се случи во работниот век. Меѓутоа, алергијата е таа која што оптеретувала, ќе не оптеретува и понатаму, затоа што не постои во описот на идеален анестетик, таму некаде 15 ставки, една од ставките е да не предизвикува алергиски реакции. Ја верувам дека ние тоа нема да го доживееме, да видиме некоја материја која што нема никому да му направи алергија. Така да објективно и искрено кажано, значи опасност постои кај секого и кај оној кој што не примил и кај оној што многу пати примил медикамент или анестетик да пројави алергиска реакција. Од вашата пракса, колку чести се случаите кај пациенти кои што пројавуваат вакви алергиски реакции? Алергиската реакција може да биде пројавена во вид на најбанално зацрвенување, благ осип, тоа реков, не дај Боже, појава на вистинска анафилаксија или анафилактичен шок, кои што се најстрашните форми на алергиско реагирање. Не се чести, меѓутоа некогаш може да речеме во неколку дена да се случат кај 20-тројца пациенти, па некогаш со месеци да нема, значи да забележиме дека надавање на некој анестетик, и ние тоа секогаш прецизно го нотираме, тоа си останува во историјата, сме приметиле благо зацрвенување, кое што, веруете, за помалку од неколку минути исчезнува. Исчезнува само. Некогаш имаме потреба да подпомогнеме со давање на некој медикамент, антиалерген, некогаш спонтано се повлекува. Некогаш тоа е проследено и со појава на благ осип, на блага
што ја викаме уртикарија, која што исто така знае спонтано да се смири или со нешто што треба да дадеме од подготвените средства против алергија. Значи, не би можел да кажам дека ги нема или ги има многу. Меѓутоа, се појавуваат и за среќа во, ајде да кажам, во банална форма, значи црвенило, осип. Не сум имал и не би посакал да имам нити јас, нити колегите, никому едноставно не посакувам да има искуство со анафилактичка реакција на ова, затоа што верувате, тоа е нешто страшно. Страшно е за гледање, страшно е за решавање и оној кој што успешно ќе реши анафилактичен шок, значи ќе го спаси пациентот, ќе го изведе од сигурни раце буквално на смртта. Јас мислам дека неговиот живот е скратен за 10 години сигурно. Тоа е ситуација која што е страшна. И сега, освен возрастни пациенти, вие работите и со деца. Каква е разликата во врска со анестезиите кога ги примаат децата и возрастните? Так. И каков е пристапот, се разбира? Да, за најразлична патологија во нашата установа специјална болница Филип II, значи доаѓаат и лечења како пациенти, почнувајќи од дијагностички процедури кои што се работат во анестезија, значи комплетен комфорт добиваат пациентите со тоа што значи тргнувајќи уште од тоа дијагностичко ниво им се нуди анестезија. И едноставно да се преспие нешто, да не се чувствува болка за нешто кое што прво ви прави страв, ви прави вознемирен, потоа е проследено со болка, а кога заврши интервенцијата едноставно не се случувало многу пати пациентите да кажат кога ќе почнете, а веќе е завршен. Значи, тргнувајќи од тоа ниво, од дијагностичкото ниво, кај што ја употребуваме анестезијата, па до лекување нели во операциона сала до хируршки интервенции, анестезијата мора да биде применета кај сите пациенти, па така да и дечињата, кои што за жал се почести пациенти во сите специјалности, а поготово значи она што е специфика на специјалната болница Филип II, тоа се кардиохируршките интервенции. Значи, пристапот кон детето како пациент е сосема различен од оној пристап кон возрастна особа. Зошто? Детето не е проста минијатура на организмот на возрастниот. Детето е со своји анатомски карактеристики, со своји физиолошки карактеристики. Дечињата до одреден период имаат различни степени на несозреаност на системи. Тргнувајќи во внатрешната хомеостаза на организмот, значи она што се вика обработка, преработка на материи, метаболизмот, значи црниот дроб кај малите дечиња, новороденчиња, мало дете, е се уште несозрен. Црниот дроб е главната лабораторија во човечкиот организм. Тој треба се да преработи. И сега вие кој ќе го нападнете со хемија, лекови, медикаменти, анестетици, тој не дава одговор како што ќе даде црниот дроб на возрастните. Значи, тука треба да внимавате на изборот на лекарствата, на изборот на анестетиците, на начинот на примена на истите, кои би очекувале побрзо да се метаболизираат и елиминираат. Затоа, кај многу малите дечиња, често се оди со примена на, ја викаме, инхалациона анестезија, значи анестезија по пат на вдишување на анестетиците, затоа што и елиминацијата би била побрза преку издишувањето. Употребата на многу хемија, на многу анестетици по интравенски пат се избегнува, да не речеме забранета, него секој анестезиолог гледа да ја заврши работата со инхалациона анестезија без да употребува опијати, релаксанти и така. Значи, што помалку хемија кај дечињата, тоа е подобро. Наравно, доколку дозволува ситуацијата. Они се благодарни, нивниот организам има некој повисок праг на толеранција. И кога ќе се заврши се, кога ќе го слушнете, ние се радуваме, значи единствена ситуација кај што се радувам кога дете плаче, тоа е кога треба да излезе од сала. Иначе не сакам да слушам детски плач, меѓутоа
Детскиот плач на крај на интервенција значи дека работата е добро завршена, дека се окей. Плачот, за да постои како плач, како реакција, значи треба да биде подкрепено со добро, квалитетно дишење, значи имате пациентче кој што убаво диша. Веќе го имате во контакт. Многу пати, кога сме започнувал лично работата со дечење, значи детската анестезиологија, и сум размислувал за техниките на работа и нешто што сум читал и во литература и колегите кои што пред мене значи работеле детска анестезија ми го кажувале како свое искуство, тоа е вика ќе го екстубираш века додека спие. Тоа ми било неописиво страшно, значи детето е уште во сон, а јас да му ги задам цевчето за дишење. И потоа ти ги кажуваат позитивните страни на тоа. Значи додека спие, можностите да се предизвика несакано надразнување и рефлекс на стегање, она што викаме ларингоспазам, до стегање на дишните патишта, малите бронхи, бронхиоли кај дечињата и предизвикување на спазам, кој што е нешто многу, многу страшно и изгледа многу страшно и е страшно за животот на детенцето. Значи, во сон тие рефлекси се уште исклучени и шансата да се случи тоа е минимална, можем да кажам и никаква. И кога ќе почнеш тоа да го работиш, па после едноставно забораваш да екстубираш будно дете. Значи си ги екстубираш така и доаѓа ситуација да многу дечиња, поготово помалите, се будат и почнуваат нели онака како да се будат од сон, па со рачињата, па гугаат. Значи како да сте во детска градинка, а не во операциона сала. И спецификата на работа со деца е тука уште поголема, затоа што сега реакцијата на тимот што работел е друга. Значи, дојдеш во ситуација да буквално не знам, значи, ако постои нека мерка за да се измери тоа задоволство во тие моменти, ја не знам како би ја нарекле таа мерка, тоа е нешто прекрасно, кога ќе го видите тоа 2, 3, 5 кила створење, кое што преживеало благодарение на нашиот ангажман, значи на анестезиолошкиот тим, кој што буквално го имал животот во своји раце, на хируршкиот тим, кој што завршил една комплицирана интервенција. Сето на што се вика стрес, што сме биле подложени работејќи го тоа, не викам дека паѓа во вода, меѓутоа се заборава, одиш на следниот предизвик и така. Докторе, јас ви благодарам за времето кое што го одвоивте и бевте гостин во емисијата Живе и здраво на К1 телевизија. Секако сигурноста на пациентот и здравието се на прво место во болницата Филип II. Так. Се гледаме во некоја наредна прилика, се разбира. Јас ви благодарам, ќе кажам уште еднаш на поканата. Мислам дека задоволивме вака со излагањето. Так. Филип II, специјална болница Филип II, значи предстои проширување просторно. Една прекрасна болница е веќе готова, која што е во непосредна близина на нашите сегашни простори. Сега работам во прекрасни услови со апаратура која што е последен збор на техниката, со средства, со медикаменти, со анестетици. А ова што таму е веќе готово, верувате, тоа е малтене како еден вселенски брод, може да се каже. Значи нешто што мислам дека ги надминува стандардите на она што до сега е понудено во македонската медицина. Не можам да кажам, сепак е тоа болница. Так. Јас реков на почетокот, посакувам многу здравје. Меѓутоа, оној кој што ќе има здравствени проблеми, ако дојде во нашата установа, ќе биде задоволен, значи прво и од просторот, ќе му биде понудена најсовремена апаратура, последен збор на техниката. Ние сме тука како тимови, без разлика кој тим ќе работи со него, бидејќи нашиот Академик Жан Митрев. Ние сакаме да си го викаме шефот, значи
менаџер, како да кажам, академик доктор Жан Митрев, такви замисли имал и успел да ги реализира, што веруете, сме среќни што сме во таа установа. Не сме хотел да кажеме повелете, чувствувајте се пријатно, меѓутоа, за жал, здравието е многу пати погодено од било каква незгода, болест, случување. Установата е таа, кој ќе има потреба од сериозен здравствен проблем, нека повели. Благодарам уште еднаш. Почитувани, тоа беше се за денешното издание на емисијата Живе и здраво. Нова средба ви закажувам за 7 дена.